Зад нас е 2019 година, во која јавното обвинителство беше поставено пред бројни предизвици. Година во која покажавме неселективноста во спроведувањето на законите, година во која што на политичарите и мојкниците им стана јасно дека одлуките не се носат во нечии кабинети, туку нив ги носат обвинителите самостојно. И затоа, вие, колеги обвинители, ја имате мојата целосна поддршка да не потклекнувате на ничии притисоци, да работите во рамките на вашата надлежност без мешање од страна. Само на овој начин, почитувајќи ја правната сигурност и владење на правото, јавното обвинителство ќе ја постигне својата цел за ефикасност на кривичната правда, со што ќе ја зголеми довербата кај граѓаните. Еден од принципите за кои особено инсистираме е транспарентноста. Слободно можам да кажам дека од една од најзатворените институции сега имаме редовна и навремена комуникација со јавноста и со медиумите. Обвинителството, почитувајќи го начелото на презумпција на невиност, ги објавува сите информации за кои нема законска пречка и кои нема да наштетат на постапката. Јавните обвинители директно споделуваат информации и говорат за предметите по кои постапуваат. Обвинителите ја сватија потребата од доближување на нивната работа до јавноста, бидејќи граѓаните имаат право на вистината и на времена информација. Особено сакам да ја нагласам неопходноста од редовна комуникација меѓу обвинителството и медиумите. Вие, новинарите, може да бидете само поддршка во нашата работа. Ваквиот начин на работа и во иднина ќе се надградува, бидејќи само со поддршка од јавноста работењето на јавното обвинителство ќе придонесе за зајакнување на правната сигурност која на сите ни е потребна. Имаме и проблеми и слабости, но имаме пред се подготвеност за одговорно и ефикасно справување со криминалот. Во годината која изминува се отворија истраги и обвинителите сериозно работеа и работат на предмети во кои сторителите на кривични дела ќе бидат казнети. Внимателно се следат случувањата и сега, за разлика од порано, се постапува и по собствена иницијатива. Дека никој не е над законот покажуваат и истрагите кои ги водевме. Покренати се постапки и против јавен обвинител, судија, пратеник, службени и одговорни лица. Јавните обвинители во текот на 2019 година отворија и постапуваа по неколку предмети во кои се гонат лица за сторени кривични дела од областа на високата корупција. Обвинителството покажа дека има капацитет, самостојност и стручност да се справи со секаков вид на криминал и да води постапка против секој кој стори кривично дело без оглед на неговата позиција. Еден од големите предизвици беше опасноста предметите од јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите да пропаднат. Затоа донесовме одлука за преземање на овие предмети. Јавното обвинителство на Република Северна Македонија од специјалното јавно обвинителство презема 3 предмети по кои е донесена правосилна пресуда, 2 предмети за кои е донесена првостепена пресуда, 20 предмети кои се во фаза на судење, 19 предмети по кои се спроведува истрага, 6 предмети кои се во предистражна постапка, 80 други предмети кои се однесуваат на предистражна постапка и дел побарање за воспоставување надлежност, 38 предмети по кои се спроведува финансиска истрага и 3 предмети по воредни правни лекови. Предметите според нивната итност се прераспоредени на надлежните јавни обвинителства и се дадени овластувања јавните обвинители да продолжат со преземањето на дејствијата. Она што е неопходно, не заради Брисел, е носење нов закон за јавното обвинителство, но ќе подврачам квалитетен и издржан закон, а не решенија кои ќе бидат резултат на дневно политички договарања. Подобро да не се донесе закон, отколку да се изгласа закон со вакви решенија. Сакам да ве уверам, но и да одговорам на некои неосновани и паушални обвинувања. Работиме професионално,
без никакви притисоци од надвор, не ставаме предмети под тепих, не си дозволуваме избрзување или обвинување без докази. Обвинителството ги прибира и анализира доказите и врз основа на нив донесува јавно обвинителски одлуки со кои одговараме на основната цел – функционирање на правниот систем. Ние сме за вистината, без оглед која зборува. Ние сме за правдата врз основа на факти и докази. Во текот на годината преземавме активности за отварање и ставање во функција на 4 истражни центри, и тоа во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и во основните јавни обвинителства Куманово, Тетово и Скопје. Сакам да се обратам и до надлежните да имаат разбирање за неопходната финансиска поддршка за да можат истражните центри да станат функционални. Во оваа година ги подобривме просторните услови на 11 основни јавни обвинителства. Од овие 11, 3 ќе добијат нови, комплетно опремени простории. Преку обезбедувањето нови простории или реновирање на постоечките, обезбедени се солидни услови за функционирање на половина од основните јавни обвинителства во земјата. Средствата за реновирање или за опремување на новите простории за повеќето обвинителства се обезбедени од фондовите на Европската Унија. Во текот на годината ја продолживме и ја зајакнавме меѓународната соработка, особено во делот на откривање на дела од финансиски криминал, трговија со луѓе и трговија со дрога. Подпишани се меморандуми за соработка во кривичната материја. Реализирани се неколку заеднички истраги со повеќе држави. Во јавното обвинителство на Република Северна Македонија е формирана АРО канцеларија за следење на имот кој потекнува од сторени кривични дела во меѓународни рамки. Имавме повеќе билатерални средби на кои разменивме искуства и ја продлабочиме соработката во меѓународната правна помош. Повеќе од една година имаме јавен обвинител за врски во Европравда, потоа во Европската правосудна мрежа и во Консултативниот совет на европските јавни обвинители. Во оваа прилика сакам да најавам дека поединечно ќе се оценува работата на секој јавен обвинител преку систем за утврдување на резултатите на обвинителите. На овој начин ќе се евидентира работата и ќе се детектираат слабостите во работењето на секој јавен обвинител со единствена цел зголемување на ефикасноста во постапувањето. Пред обвинителството има многу работа, но ние сме подготвени за одговорна, ефикасна и отчетна работа. На крајот би сакал да ви се заблагодарам за соработката, да ви ги честитам празниците, да ви посакам успешна и среќна 2020 година на вас и на вашите семејства.